имам прилика да седнам со оние кои што за прв пат 70-те години почнаа да го играат ракометот во градот Делчево, и тоа во периодот од 1972 година па се до 1991 година. За прв пат во тој временски период женската ракометна екипа се формира во градот Делчево и приказната ќе ја почнеме од женската ракометна екипа. Мои гости се денеска представниците на првата екипа од тој временски период. Сака да се представи. Најпрвим да се представам, јас се викам Зорица Манова од Делчево. Родена 1956 година, сопруга, мајка на 2 сина с кои формираа прекрасна фамилија, 5 внука, вработена во катастерот, а сега веќе пензионер. Тоа е дел од мојата приказна, животна приказна, а дел од животната приказна е и ракометот во која сум била најмногу посветена, најмногу сум го сакала и доста време сум работела на таа тема. Благодарам. Повели. Јас сум Лилјана Богоев, мајка, сопруга и баба на еден внук. Мојата ракометна историја почнува 14-15 годишна возраст. Ќе сакам, веќе се представувате, да почнеме од почетокот. Формирањето на ракометниот клуб Делчево, женски ракометни клуб. Како започнува? Повелете. Од почетокот, кој даде иницијатива за да вие тоа сте биле млади, возраста ваша била 14-15 години. Повелете. Да, еве вака беше, кога си се навратиме 50 години наназад, од прилика 50 години се тоа, 1972 година беше тоа, ние веќе бевме во гимназија и првите наши чекори во ракометот ги отпочна, односно ги формираше наставникот по физичко Филиповски Деспот. Тој ни беше и тренер. Тој не само што ја формираше екипата ракомет, женска ракометна екипа, тој исто така формираше и управен одбор, во кој председател на управниот одбор беше Цоневски Ванчо, а како членови беа Ѓорѓиевски Кирил, професорот по биологија, потоа Новица Такев, потоа Алил, тој беше фудбалер, сега е во Турција, Перо Ѓорѓиевски или Петровски, се извинувам, и Сосиев Александар Шуркат. Сите тие се собравме и одлучивме да направиме една екипа, и тоа екипа која отприлика сме генерацијски некаде тука некаде сите, и одлучивме да играме. Првите почетоци почнаа и ги игравме во училиштето, сега Климент Охридски, а пред тоа беше Ванчо Пркев. Таму ги правевме тренинзите и трениравме од игралиштето до Двегор, село Двегор. Потоа се враќавме преку тука што го викаме нашето, се враќавме тука и ги правевме вежбите, ги правевме игрите и така почнавме. Првата утакмица ни беше на туки терен, беше во Скопје, во Маđари, и игравме со екипата на Газел. Првата утакмица ни беше доста интересна, затоа што покрај тоа што бевме настрана, беше интересно и тоа што ја добивме таква сила, таков елан и успеавме да играме нерешено. Тогаш јас за прв пат се осеќав толку силна и храбра и последниот гол го дадов јас во контра и од силен шут позади голот имаше врата и вратата се отвори. Сите ми натрчаа, колешките, другарките, сите почнаа да ме гушка и играта заврши нерешено. Дај малку да се подсетиме на тој прв почеток на тренинзите, веќе Манова го раскажа тој период, а кој беа отприлика во составот во тој прв ударен бран? Кој игра во првата постава? Во првата постава мисля дека беше голман, од голман. Јас како голман
Верчето Георгиевска. Георгиевска се Георгиевска Верче. беше крило. медицинската сестра, не, медицинската сестра беше център, Драга Скот беше бек, Крило мисля дека играше Сладжана, Драга Трифун, бек, другото крило не се сеќавам кој беше. Ано, сеќавате ли кој беа? Кој беше на другото крило? Па, веќе тие беа како по-ветерани, по-возрастни, а од помладата генерација беше Вера Георгиевска играше крило десно, потоа јас играв бек, центарот го играше Јовановска Данче, Јосифовска, уствари, Јосифовска, на Пере сестра му, потоа бек играше Милица Стоименовска, беше доста. И на крајот, де левиот то крило го играше Надица Трајановска, а додека пикер играше Снежана Петровска. Имаше ли периоди, еве сега да се посетиме малку на наставникот по физичко воспитување, како беше он како наставник, каква беше таа неговиот елан за да вие почнете да играте во таа македонска лига? Мислам дека неговиот елан беше многу голем. Сакаше не како учител, како наставник, тренер и родител ни беше, затоа што ние бееме многу малечки, млади и секој негова одлука ја почитувавме. Ќе тренираме тогава, тука сме, присутни сме. Немам зборови за нашиот тренер, беше прекрасен човек. Прекрасен. Како ве прифати публиката во Делчево? Најпрвин, мислам дека кога тренирахме и играхме на игралишчето бившо Ванчо Прки, сегашно Климент Охридски, немахме тоа. Веќе кога се префрламе кај гимназијата Методи Митевски Брица, веќе тука беше мисла се полно. И младо и старо. Беше празник на Делчево. Кога имахме утакмица, мислам дека поддршка сме имали голема и од тренерите, првата и од публиката во Делчево, Ано, дали вие како играч во тоа време имате некој мотив и стимул од самите граѓани на Делчево во пред да почне такмицата? Дали ви приоѓа, разговараа со вас, сакаа да ве гледаат? Така, имавме поддршка голема од граѓаните во Делчево и јас сметам дека кога нашите утакмици ќе почнеаше, обично во недела се играше од 10 часот, беше како празник. Рој од луѓе тргнуваат и по улица не среќаваат каде ќе одите, ќе играме. Тоа беше стварно едно големо задоволство и за публиката, а уште поголемо задоволство за нас како поддршка. Публиката како трети играч ни даваше голема храброст и успевавме да добиваме големи резултати од таквата поддршка. Со кои екипи игравте тогаш во прва македонска лига? Во прва македонска игравме Малеш, Керамика Куманово, Пелагонија Битола, Стружанка Струга, Партизан Кичево, Гевгелија, Белес немаше екип. Охрид има? Не. Титово? Не. Скопје кој беа? Југ? Скопје беа Југ, Вардар, Газела, Работнички, тие, толку. Секогаш се наоѓавме на средината на табелата. Обично мислам таква така. Се наоѓавме на средината на табелата. Доста впечаток остававме со нашата борбеност. Не беа играчите млитави и кога ќе кажеш дека треба да изводиме 2, 3,
комбинација, значи това го правеше, слушаше. Сеќавате ли на некоја утакмица која што ќе ја остави впечаток, освен тоа што претходно го нагласите? Во Делчево. Кога публиката се осеќава дека сте стварно екипа онака како што треба? Јас знам дека сеќавам се и Николе тука со мене имаше и надпревар на југословенско ниво Да, точно. во нашиот град. Да се подсетиме за тој временски период. Па видите, ние секогаш сме играли борбено, што вика Лилето, и сме успевали со нашата храброст, ние фактички утакмиците ги играхме со погледи. Ние кога се погледневме, знаеме која акција треба да ја изведеме, која финта што викаме треба да ја изведеме. Нашите погледи, кога ќе погледнам Лилијана, она знае, Вера на пример, таа знае која акција треба да се изведе. Кога ќе погледнам Надица, таа знае која акција треба да се изведе. Тоа ни беше поврзаноста меѓу нас, поврзаноста, другарството, почитувањето, сето тоа покрај домашното воспитување ние го добивме и од нашиот тренер. Надокнада немаше никаква. Сето тоа го работевме без никаква надокнада до крајот на сите 4 години што ги работевме и игравме. Да, најубаво ни беше. Мисля, среќни бевме кога тренерот и управата ни рекоа, ајде, ќе одиме денеска да ви купиме тренерки и патики и дресови. Значи това беше момент, барем јас сум се така чувствувала, момент кој не го заборавам. Црвени тренерки, бел дрес и патики старки. Црвени. Това беше најубавиот, мисла, ден од кој ми е останал впечаток. А што се односи до кога играхме Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, да, тренерот го сетава организира и кога ме повикаа за резервен голман на репрезентацијата на Македонија, уште бев посет. Да, да, тренер, значи мора да слушаш друг тренер, иако моје беше тренер во позадина. А мораш да слушаш тренера на македонската репрезентација како треба да се работи. Да. И друго, што кога веќе нашиот клуб не да ослабнува, него кога се најавува дека ќе се формира веќе и машка екипа, а ние ќе бидеме расформирани, покана добивам од Малеш да биде голман во Малеш и тогава ја одбивам. Кога се расформира клиника? Клубот и зошто се расформира клубот? Па клубот се расформира во годините кога ние веќе го завршувавме средното образование овде во гимназијата Метод Митевски Брицов и секој од нас требаше да си го избере патот да продолжи понатаму со своето школување. Дел од нас заминаа за Скопје да студираат, јас се запишав во Прилеп на Вишата, не ја завршив за жал од да, така. Потоа во почетокот кога секој си го избра својот пат, сакавме да продолжиме да играме, но немаше услови, немаше начин како тоа да го, бидејќи се расштркавме низ повеќе градови и единствено што требаше тоа беше да се екипата расформира, за жал, за која многу луѓе од градот зборуваат и ден денеска, за која многу луѓето не почитуваат, не ценат, ни го ценат трудот што сме го вложиле во тоа, за што сме сите горди. И заборавивме да ви се заблагодариме на поканата. Многу ни е мило што не поканивте. Ја би сакал, ова слика да ја малкучка разјасните со Лилето заедно, оти тука се поголемиот број на сите оние кои што биле дел со вас заедно. Регистрационен листата. Да. Ова е фактички листата на регистрација за сите членови кои учествуваат во нашата екипа. Овде има луѓе кои, девојчиња кои веќе се за жал починати. Има играч кој е во Австралија, Рајна се викаше.
За пред 2 години со неа се имам случајно сретнато и разговаравме и се познавме и разговаравме за нашите случки, за нашите утакмици. Тоа е еден голем број на и плејада на ваши Другарки и колешки. Генерации. Тука ги има од 53-та, 55-та, па се до 57-та, 58-та година. Така беше. Тој временски период. Ми е драго што го имам тој список, тоа се ќе биде евидентирано и ќе биде ставено во книгата. А од срце ми е драго што имав прилика денески покрај моите напори да ги повикам и другите да дојдат, да разговарам со вас. Лиле, што ти значи за тебе ракометот? Каков постап ти даде во животот? И мотивација? Многу. Како Човек, беше, индивидуум. да, точно. Бех единствен голман во македонската лига, прва лига, кој немаше резерва. Единствена бех јас во клубот. Обично ме менеше ако дојдеше до несакани последици, Сладжана застануваше на голо. Да. И Анкица. Анкица точно. Анкица, да. Анкица застануваше, да, ако додило до повреди или некогаш од револт префрлихме на судиите 2 минути и това ми се е случувало. Зади голот секогаш имаше професори кои ни предаваше во гимназијата и секогаш не бодреше Димитар. Немате проблеми со Не. школата? Не, никако. Дури секогаш професорите кои беа со нас на утакмица, да не гледаа секогаш, разговараа за утакмицата, како е било, што е било, како сме можели и така натаму. Што ќе кажете за идните генерации, за тие млади генерации денеска? Вие, како тоа сте го доживеале, бидејќи рековте дека стигнале со желби и со срце, без никаква надокнада, како е разликата од денешниот временски период, денеска како се гледа ракометот, како вие сте го гледали? Пример, што би им порачале на младите генерации? Така. Јас сметам дека нашето градче, урбано мало градче Делчево, е едно спортско градче кое спортот го гради уште од многу одамна. Не само ние како наша генерација, него и пред нас и по нас спортот се гајал. Сметам дека и денешната генерација, ние живеевме во друго време, овие деца сега живеат во друго време. Нашите времења беа, да не речам, со повеќе некако, сметам дека со повеќе труд, со повеќе работа, со повеќе ентузијазам, со повеќе желби за спортот. Сега веќе децата со таа нова технологија повеќе се наклонени кон сосем и друг начин на живот. Меѓутоа, сметам дека и младите генерации, еве јас кажам за моите внуци, и тие го сакаат спортот, и тие се бават со спорт, и тие играат ракомет, тргнаа по патот на баба им, и тоа по моја желба, по моја иницијатива. Играат, не се многу така активни, не се многу силни, но сепак учествуваат, играат, зашто сметам дека стварно треба да се бават со спорт, затоа што спортот не само што го здравието чува, ги прави малку посилни, похрабри и им даваат елан за живот. Благодарам. Диле, вие што би порачале на младите генерации? Па јас им порачала да бидат повеќе во салите, отколку по кафичите, да бидат стварно спортисти, да играат со желба. Ако немат желба и волја, мислам дека нема да може ништо да постигне со спортот. Било кој спорт да е, што се односи до ракометот, гледам и со случувањата Европското првенство што се случува. Гледам ракометарки со огромни ногти. Ние кога бехме, кога ќе излезнехме да се поздравиме најпрвиот пат, судијата ни прегледуваше ноктите, дали имаме ногти, дали има нешто по нас, а сега не. Не, мислам дека малку е
извитоперено малку. Ние не знаехме за шминки, ние не знаехме за лакове на ноктите и така натаму. Значи, благодарам на легендите на ракометот во Делчево. Жал ми е што и други не си денеска присутни, но се тоа што денеска вие го раскажавте, ќе остане во историјата. Ви благодарам од срце. Вие ни бевте на нас мотив и стимул за да почнеме и ние да го играме ракометот. Тука со мене јас и мојот другар почитуван Апостолов Никола ќе ја раскажеме приказната за машкиот ракомет кој полека и постепено се развиваше благодарејќи и пратејќи ја женската ракометна екипа. Имавме прилика, ние сме една генерација помлади од вас или две генерации, но пратејќи ве вас, желбата за ракометот беше толку многу голема. Тоа го примети вашиот и нашиот тренер, почитуваниот Филиповски, кој што од се срце во исто време почна да ја води и женската и машката екипа. Беше свесен дека полека вие заминувате. Тоа беше време 72, 73, 74, 75 година, кога вие веќе имавте при крај бевте и ние бевме веќе прва, втора година гимназија. Тој уште од осмолетка не пратеше нас, мене и Апостолов и Горан и сите оние други плејада на наши играчи од првиот состав. Почнавме полека ние да тренираме и да го создаваме ракометниот клуб, машкиот ракометен клуб. Вие го дадовте пострекот, вие го мотивиравте градот Делчево да почнеме да го гледа ракометот, освен фудбалот. И вие се сеќавате, и Апостолов се сеќава од 10 саатот имаше ракомет, а во 2-3 часот имаше фудбал. Да. Дури по 2 до 3.000 публики паметам доаѓа, колку доаѓа на фудбал, толку доаѓа и на ракометот. Толку многу беше градот загрејан, иако беше тогаш мало градче, али од се срце ги пратеа утакмиците. Сакал да го оставам тој временски период, составот на екипата, начинот на кој сме тренирале, управата беше иста. Како беше во ваше време управата, така беше и во наше време управата. Така. Во првиот состав беа поголем број, исто така генерации блиски едни до други, но би сакал Апостолов да се представи и да почне да ја раскажува приказната за тоа како ние и која екипа била, кој состав бил и со кој сме играле во прва македонска лига. Само, професоре, пред да завршиме разговор за женската екипа, јас сакам да ви се заблагодарам на поканата. Многу ни беше драго што не поканивте. Мило ние што учествувавме во оваа ваша емисија. Поздрав до сите гледачи и ни е многу драго што ќе оставиме нешто за нашите генерации после нас, кое вие тоа ќе го обелодените. Голема благодарност до прекрасни сте професор. Пример сте за многу генерации. Повели Апостолов, сакам стварно да ни ја раскажеш приказната, ти си еден од тие легенди на ракометот во Делчево, човек кој што постојано во континуитет играше со години во машката екипа, беше пример за човек кој што им даваше потсрек на младите да го прифатат ракометот, не само таа старата генерација, него и понатаму по младите генерации. Поверете. Благодарам. Јас сум Никола Апостоловски, ме викаат Геннадиј Кока и сите ме знаат како Кока. Роден сум 58 година, живеам овде во Делчево. Посебно можеш. Дедо сум на 3 внука и се вклучив во оваа емисија да оставиме нешто на нашите генерации, да знаат што се случувало пред 50 години. Ова е година на јубилеј на машкиот ракомет. Сакам да кажам за формирањето на клубот. Значи, клубот се формира од по истата иницијатива како женскиот клуб. После 2 години женскиот клуб, кој беше хит во Македонија, се формира машката екипа под раководство на тренерот, учителот Деспот Филиповски,
и како помошен треник и играч беше Кирил, учителот Кирил Марковски. Не го заборавив. Кој му помагаше на Деспот Филиповски како тренер, а истовремено во машкиот клуб беше и играч. Интересно е времето на формирање на машката екипа. Тоа е време кога Брегалница, фудбалскиот клуб Брегалница од Делчево не влезе во прва македонска лига. Имаше изречено казни на клубот, на многу играчи и покрај големата посета на женскиот ракомет, многу беше посетена и машката екипа, надпреварите на машката екипа. Ние тргнавме да се надпреваруваме во втора македонска лига и за гледачите, граѓаните кои не гледаат една информација. Значи, ние сме единствена машка екипа во Источна Македонија. Штип немаше екипа, Струница немаше екипа, Радовиш, Кочани, Беров, Виница. Ние беме единствената во Источна Македонија машка екипа ракометна која се надпреварува во втора македонска лига. Кој беа во првиот состав Фелика, дали се сеќавате? Значи на голо беше Јане. Прв голман мисля беше Трајчо, така? Прв голман е Трајчо, и Јане се втори голмани, втор голман, десно крило играше Маневски Страхил, лево крило Кирил, Маневски беше вторио, центар играше покојниот Дучучак Буковски, лев бек играше Горан Георгиевски, на десен бек немавме стандардни, Прачковски почна, пред Прачковски немаше, он беше најмлад кој почна во првата екипа. Јас играв, немаше Пикер и силом прилика јас почнав на местото Пикер. Тоа беше таа екипа. И Ванчо Полицајецо. И Ванчо Полицајецо беше лево крило. Тоа е костело на таа екипа и тоа е за надвор од Делчево. Во Делчево играаше двојца војници кои служеше воен рок во гарнизонот во Делчево, беа од Босна и Херцеговина, али тие, пошто не можеше да го напуштат Делчево, играа само во Делчево. Кога гостувавме, игравме без нив, а тоа беше простора на екипа. Кога од втора лига влегуваме во прва лига? Како и жените, женската екипа што беше хит во Македонија и ние беаме хит, за една година ние влегуваме во прва македонска лига. И беше најинтересно што ние игравме со екипи од Охрид, од Прилеп, од Велес, од Тетово, Гостива немаше, Кичево, Куманово, Охрид, Струга и во втора лига беше само Крива Паланка од Источна Македонија. Беше ли Прилеп, во Прилеп да играме со Тутовски комбинат? Со Тутовски комбинат ја играа во втора Југословенска лига, игравме со втората екипа на Тутовски комбинат и со втората екипа на Работнички, кој исто така играше од втора Југословенска лига. И Бутел, мислам дека беше игравме Бетон, уствари. Бетон од Југ. Југ беше од Евгелија, Струга, Охрид од Охрид, Пелистар немаше втора екипа. Борец од Велес не играше? Борец од Велес, втора екипа, Борец играше, тогаш испадна од прва Југословенска лига. Борец од Велес е првиот македонски клуб кој играл во прва Југословенска тогашна лига. И тој испадна, дојде наредната година во втора Југословенска лига. Тогаш имаше Борец, Вардар и Работнички и Пелистар. Тие играа во втора Југословенска лига, на Југословенска лига. Како се осеќаше амбиентот на самата екипа и приудот на граѓаните Делчево према машката
со женската екипа, знаеме. Исто така и машката екипа ми се чини дека беше и како прифатена од како што публиката. кажа и колешките од женскиот ракомет клуб, тоа беше празник во Делчево кога играме овде. Тоа беше несватливо 3000 луѓе публика. Несватливо беше за македонски услови, не за Делчево, за македонски услови. И сите позитивно наелектризирани. Сите позитивни. Да. И со едно празник, доводиш на утакмица од 10 жени, од 11 мажи, кога се заедно се погаѓаше да играат две утакмици, 3000 публика. Прекрасни навивачи, бодрење, ние игравме една изузетна игра со една голема желба, со еден невероватен мотив да се игра. Јас сакам и на друга работа да кажам како почне. Точно така. Нема пари, немаме, ние никој пат не сме си имали премии, спонзорства. Ние почнавме со дресови, тоа беа подкошули со кратки ракави, знам дека беа куси, не можат богаките да влезат, патики немаше, патиките си беа наши на играчите, дури кога влеговме во прва македонска лига, ни купија патики. Како што кажа колешките, немавме тренерки, без само голманите имаеше тренерки, пошто мора тренерки беа. Да, најтешко ми беше кога рекоа дека мора да ги дам колениците на голмано и На лактиците. на лактиците. Тогава ми беше на машкиот голман, тогава ми беше најтешко да се разберам Со години сигурно силата. Сакам нешто друго да кажам. Значи се играше надвор. Ние сме играле до 29 ноември утакмици. Значи ова време сега кога се снима емисијата на дури негде сме играле и на снег. Снег врнет, играш ракомет надвор, во куси со мајца со куси ракави. Беше огромна љубов. На друга работа, што откопнувавме ние во играта, ние имаме многу физички спремни. Неверојатно спремни физички. Исплотени. Да. Еден тренинг, ние два пати трениравме прво кога почнавме вторник и петок, после почна вторник, среда и петок и еден тренинг, само да кажам, граѓаните да сватат. Трчавме од Делчево до село Звегор по Стариот пат. И тоа беше тренинг. И после работа со топка. Топки немаше. Имаме 3 топки, една мора да ја чуваме за такмица, нова и со таа не се тренира топка. А другите 2 са стари топки, тие се за тренинг. Интересно беше, пошто тие топки се кожени, а играш на асфалт, тоа се излиже кора. Сјајо на топката. И кога врне, топката е толку лизгава, да се тешка, да не се фаќа. Али тоа е тоа. Тоа е околу тренинзите. Да, ја би сакал само да го дополнам Апостолов. Благодарики на женскиот и на машкиот ракомет, плејада на млади генерации го прифатија ракометот како дел од нивниот живот. И секојдневно доаѓа и се молеа да почнат да тренираат, да играат ракомет. Така да во тој временски период спортот, поготово благодарики на ракометот и фудбалот, ние можеме да кажеме слободно дека и јас и Апостолов и таа генерација која се играше ракомет, не игравме само ракомет, игравме и кошарка и одбојка, се надпреварувавме и како женската екипа одевме на патронати од страна на гимназијата. Секаде каде што ќе одевме освојувавме први места. Бевме едни од најпопуларните во Кочани, во Берово, во Делчево. Значи атрактивноста и играњето на самиот спорт беше од срце и од желба. И благодарики на тоа, самите граѓани на општина Делчево дури ги остава на нивите работите да дојдат, да не гледаат и да не пратат. Интересно беше што
У 10 саатот ќе почне утакмицата, ќе се соберат граѓаните на Делчево. Немаше плаќање ни на карти, се беше тоа бесплатно, беше една обична ограда на новото игралиште во гимназијата и се сеќавам женската екипа која ќе дојдеа да играат Малеш и Делчево или било кој, тоа беше страшно навивање, страшен подем. Голем. Не доаѓаа само мажи, доаѓаа и жени, сите сакаа да го пратат тој спорт. И ден денеска овој спорт остава длабоки траги на генерациите и нашите поколенија и нашите идни внуци, и нашите внуци сигурно след тоа ќе го следат, бидејќи ние сме сите тука спортисти. Сакам да кажам дека од 72 година, а се негде до 91 година, додека заврши и машкиот ракомет, колкото се сеќава тогаш влеговме и во 91 година после во прва лига, пак во прва лига, но немаше финансиски средства, немаше кој да го одржува клубот. Замислете од тој временски период па се до 91 година колку генерации се поминати. Ја и ден денеска разговарам со нив, ги имаме на слика, сите ќе ги спомнеме во книгата, а на сите ќе им дадеме можност да едноставно оставили и они траги. Од нив, поготово од машките генерации. Првата генерација беше толку многу полна со елан и со снага. Ја да ви кажем искрено, како што вика Апостолов, ние да играш ти на асфалт, на снег, на дожд, да паднеш, целиот грб, раце, нозе, све живо повредено. Другиот ден како ништо да не е. Кога ги гледам овие млади генерации денес, сите тие услови што ги има, ние значи сме играли ракомет за нив фантастично. Апостолов, што би им препорачал нешто? За гледачите да знаат, 50 години се поминати, треба да сватат гледачите, тогаш беа темелите ставени на македонскиот ракомет. Тогаш почна Федерацијата ракометна да вложува средства во обука прво на тренери. Јас имам прилика, пошто играв 2 години почина, да видам покојниот учител Деспот, ни беше тренер. Знам кога влеговме во Македонска лига, летниот период он беше на камп за обука на тренери во Охрид. Кога се врати од Охрид, ние беме на припреми во Гола. Тогаш видов какви работи се случуваат во ракометот. Значи, тоа се технички работи кои, али Федерацијата ракомета на Македонија почнува да вложува средства во обука на тренери. И тоа до ден, од тогаш се рефлектира и денеска, затоа во Македонија ракометот е национален спорт. Јас ќе ви кажам една друга работа, што ми остана во сеќавање. Играме ракомет куп со работнички во Делчево, втората екипа на работнички во Делчево. Таму беа собрани сите таленти од Македонија во работнички втората екипа. Тоа млади деца до 22 години. И знам беа на припреми во Берово месец дена. Смештени во хотел, имат пари, клуб богат. А ние сме на Голак. По 16, по 32 километра секој ден трчаме. Само кондиционно, плюс работа со тоа. И доаѓат во Делчево, знам на почетокот на сезоната прв натпревар куп. Доади работнички 2. Најголемите таленти од Делчево. Изгубија 15 разлика од нас. Браво, Никол. 15 разлика. И кога целата македонска јавност слушна, а они не пратеа што се случува во Делчево, какви коментари има. Знам, играме со Јук во Скопје. Това е еден од најстарите клубови во Македонија и Скопје најстар клуб, мисля, Јук. И знам на трибините беа кога ние гостувавме таму, игравме нерешено. Дојде целата
целиот управен одбор на фудбал на ракмата Федерација на Македонија. Сите јас, пошто ги знаевме овие бивши играчи што играа југословени македонци, што играа во југословенските клубови, да не видат што е тоа што доаѓа од Делчево. Ние игравме да го представиме Делчево како град, како општина, а и таленти, физички добро припремавме. Јас искрено мога да ви кажа, јас може да играм 2 утакмици. Толку бев физички припремав. Али ние прво вторник и петок тенит ние си игравме кошарки и други спортови нон-стоп. А после кога почна секој ден тренинг, само у понеделник нема. Вторник, сега четврток, петок. У сабота нема тренинг или одевме на гостување. И една друга работа да ви кажам, што е било најтешка работа за мен. Играме, секој пат си игра у недела сабајали од 10. И сега замислете, играме у Охрид. Сме тргнали у 3 сабајали. Со коли не возеа исклучиво, а сите фирми во Делчево ги даваа директорите службените коли за да може да стасам. Тогаш немаше ни комби, мини автобус. Значи ти тргнуваш 3,5-4 од Делчево, од 15 до 10, знам, убаво во Струга, стигаме 15 до 10, се пресоблакаме, немаш ни време да се загрееш, пошто утакмицата у 10. Това е, тука е напорно. И се одма враќаме. И едино барање што беше кога влеговме до прва македонска лига од играчите до управата да не одиме са баќа, да одиме вечер, али имаше толку проблеми со спиење, тоа се финансиски средства, али они наоѓаа спонзори. Преку фирмите. Преку фирми, Да. спонзори и заручици. Финански средства немаше. Благодарам. И имаме, например, да видите какви работи се снимаат случувано, одиш некаде, немаш во некој град, например во Теток, Шикелак. Шекиелак. Страшно добра екипа, они завршија на 3-то место. А прва, кога беме во втора македонска лига, публика дошло да види ракометари од Делчево. Страшна работа. Не еден, два. 500-600 луѓе на ракомет. А од Делчево кога дојде, имаше да видат 3. И тоа беше значи едно доживување и за нас. Јас после имав кариера, 4 години не играв, моравше да се посветам или ракомет или студии. Студиите ме беа такви да нема време да тренирам. Шом не можеш да тренираш, значи ти не си способен да играш. Подложен си на повреди и тоа. И престанав 4 години, после 4 години се пак вратив, 2 години играв во Кочани, па има повреда и се откажав. Благодарам. Ова е една приказна која што е многу интересна за нашите гледачи од Делчево и пошироко, затоа што ова се прати сегде во Европа и во светот. Ја би сакал овие прекрасни дами да ги прашам, вие како го доживувавте машкиот ракомет во Делчево после вашето заминување од ракометот, кога дојдоа они на сцена? Па да ви кажам дека нема утакмица која не е промашена. Секогаш бевме присутни таму како навивачи, како поддржувачи на екипата, исто како и машката екипа што не поддржуваше нас. Секаде во многу случаи имаше многу градови заедно се среќававме, заедно да играме и тука како публика се појавивме и ние и машката екипа. Но едно што сакам да кажам дека спортот во Делчево како урбано градче, спортот е доста развиен и дека ракометот е број 1. Тоа сакам да го кажам од причини што и во денешни услови има тренери, како што спомена колегата Никола, тренери кои стварно го сакаат спортот. Овде ќе кажам дека редовен гледач во публиката сум на женската ракометна екипа на кадетките, каде што играат и моите внуки, на машката фудбалска екипа каде што игра мојот внук Јосиф. И тука треба да се заблагодариме како на Велков, така и на Патриот, кошаркарките на Љупчо Клупскиот, кои исто така даваат големи напори, големи сили вложуваат и сакаат да го негуваат спортот во Делчево.
Благодарам. Мислам дека и ние кога играхме и машката екипа беше празник во Делчево. Секогаш сме ве пратили. Били сме у публиката, набивали сме. Беше еден прекрасен ден. Да, убаво се сеќавам кога Прачковски ќе дадеше гол и сите викахме браво, лева, лева. Со надимок. Никола како Никола го обично ослобовахме со Коко, Чабуков, А тука и Горан. Горан, да. Мичо не смееме да го заборавиме. Мичо Троботивиште, и он играше. Ванчо Тодоровски, да. Кирил Марковски. Киро Марковски ни беше и тренер и играч. Он играше в моята страна. Најубаво ни беше спортската сала на Ванчо Парке и зимниот период кога тренирахме. Беше ни смешно кога ќе влезнехме, а го немаше нашиот тренер покоен. Беше ни Алил тренер и Марковски додеше. На нас ни смешно. Алил вика секоја не одговорност, значи казнувам ве со еден круг повеќе. На това се убаво сеќавам. А на нас, пошто тренерот стварно не строгост, него неговото присуство, не сме си дозволували такво нешто. А са е друг тренер, по-слободно некако и ние по-слободно се чувствувахме, да. Тука ни беше убаво во тој период, а и беше ни убаво кога решиме да го воскресуваме ракомето, па настанаа и повреди, и на тренинзите, на утакмиците со Малеш, со Каменица играхме. Тоа е периодот што не може да се заборави. Многу голема благодарност и до Апостолов и до овие прекрасни дами и за се она што го имате кажано. Младите генерации треба да знаат, се играше со срце, со душа, со желба да се постигнат резултати, да Делчево биде пример во Македонија во спортот. Ние бевме амбасадори во ракометот од нашиот град и сите не почитуваа. Беше тоа честни екипи, тоа беа млади луѓе кои што нигде не го посрамија својот град. Секаде максимум даваа од себе и ден денеска се граѓани на овој град и даваат пример на свој начин и подстрек на младите генерации. Благодарност уште еднаш за вашето присуство. Ние ви благодариме на вас. Живи и здрави да се видиме за овие прилики.